Пациентите со ретки болести не се сами, иако болестите се ретки. Тоа значи дека вратата во Министерството за здравство е секогаш отворена, да ги слушнеме нивните потреби, но и од стручен аспект, да видиме што се случува у светот, кои се новите и достапни терапии. Ние веќе 3 години наназад интензивно работиме да ја приближиме најсовремената терапија во сите најразвиени европски и земји во светот до нашите пациенти. Тоа значи дека иновативната терапија е се поприсутна во нашата земја и се подостапна за сите пациенти, вклучувајќи ги пациентите со ретки болести. Со зголемувањето на буџетот, со зголемувањето на бројот на лековите, донесени се лекови за многу диагнози и групи на ретки болести кои што во претходниот период пред 3 години не беа достапни во нашата земја. Нови лекови добија пациентите со болеста Гоше, со една форма на анемија, пациентите со пулмонална хипертензија, пациентите со пулмонална фиброза. Вкупно околу 560 пациенти во регистарот за ретки болести во нашата земја се целосно покриени со соодветна и најсовремена терапија. Процесите кои што ги водиме се инклузивни. Сите здруженија за ретки болести се вклучени во креирањето на нашите политики. Во последниот период активни е електронскиот регистар, а тоа што сега интензивно се работи е најсовремената стратегија во која што се имплементирани сите стручни соодветни препораки и секако се друго што значи подобрување на квалитетот на животот и препознатливоста на пациентите со ретки болести во нашата земја.